Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, највозлюбени во Христа Бога, деца наши, женику Владимире и невесто Таиса, јас денеска сум во ситуација да беседам ем како духовен отец ваш, ем како плотски татко на невестата, и тоа ми ја отежнува ситуацијата. Многу потешко ми е да беседам јас денеска околу кој било друг. За светото таинство, што денеска го извршивме над вас, многу пати сме разговарале и вам, вие длабоко знаено значењето на ова голема и света тајна, за која што секогаш треба да се каже дека е света тајна на љубов. И ова света тајна на љубовта е тајна која што се одвива во согласност со содржините што ги прочитавме од денес читаното Свето Евангелие за свадбата во Кана Галилејска, на која што присуствувал самиот Христос и бил нејзин извршител и неговата пресвета мајка Богородица. Но тоа што од ова евангелска перикопа нам ни треба е чудото, а тоа е првото чудо што воопшто Христос го создаде за време на својот овоземен живот, за време на неговото историско постоење и живење среде нас луѓето и во пределите на овој свет. Тоа е чудото што тој го изврши на свадбата во Кана, откако недостаса виното со кое што домот на Симона Зилот, човекот кој што се венчаваше тој ден во Кана Галилејска, ги сложеа гостите и велам тоа вино се потроши и слугите притекнаа кај Богородица мајка и им ја соопштија нивната мака: немаме вино, нема вино. А Богородица мајка, тоа што тие и го кажа неа и му го пренесе на нејзиниот син, нашиот Бог и Спасител Христос. И Христос, како да негодуваше зарад тоа, како да ја прекори својата мајка, велејќи: што ти е тебе, жено, зар? Кој сме ние, тие што треба да се грижат за виното на оваа свадба? Но Богородица мајка, знаејќи ја однапред постапката на својот син, им заповеда на слугите да прават се што ќе им каже однапред. А тој им заповеда да ги наполнат 6 камени садови кои што стоеле пред домот на секое семејство, за во нив да се чува вода за миење. Неколку од камените садови до ден денеска се чуваат пред влезните порти во светиот храм во Кана Галилејска, во кое што се произведува виното
od koje što pijeo sami od Hristos i sите prisutni na svadbата во Кана. Сакам да го израдувам дека денеска нашиот женик и нашата невеста и сите други причесници се причестија токму со тоа вино, со виното од Кана Галилејска. И тоа што Христос им заповеда, слугите направија и веднаш потоа им кажа од водата со која што ги наполнија камените садови да ги служат гости. И тие така постапија и гледајте а сега реакцијата на гостите. Архитриклинот. Односно, старосвато, откако се напи од напитокот од 6 камени садови, гласно прокоментира пред домакинот. Домакини, обично на сите свадби, на крајот од свадбата, откако сите ќе се опијат, ги служат со вино неквалитетно. А ти најдоброто вино си го сочувал за сега, не знаејќи од каде е тоа вино. Но тоа што не интересира нас денеска е символичкото значење на таа преобразба на водата во вино. Тоа е тоа што се случи денеска со братот наш Владимир и со сестрата наша Таиса. Тие денеска со благослов Божи стана еден цел човек, односно двоедно брачно битие. Видите, во таа едност нивна не се губат нивните личностни посебности. Но денеска тие го постигнаа совршенството на човечката природа, имено онаа што ја имаше тататкото Адам пред да биде создадена Ева. Сега се тие еден и цел човек, бидејќи смислата на бракот е токму во тоа Адам да си ја пронајде својата Ева, а Ева да го пронајде својот Адам. И таа двоедност по силата на љубовта треба да се чува безпрекорно. Од текстовите што денеска ги слушавме, чувме дека не смее да се најде сила овосветска, ниту човечка, што ќе го раздели тоа што Господ го соедини денеска по силата на љубовта и благодатта Божја. Потоа чувме дека единството на брачното двоедно битие зависи од почитта кон родителите, на кои што им се должи сите постигнувања во животот. Бидејќи животот на секој човек, па и вашиот, дошол, ви го дал Бога, но ви дошол преку родителите ваши. И сета љубов со која што родителите ве подигаат, е љубов што вие слободно, неприсилно, со добра волја и со чиста љубов ќе сакате да им ја возвратите. На крајот оваа света тајна заврши така што го пеевме тропарот на светите маченици.
Зошто го пеевме тропарот на светите маченици? Затоа што бракот меѓу мажот и жената е своевидно мачеништво. Во што се состои тоа? Во тоа што мажот и се сораспнува на својата сопруга, како што по углед, имајќи го Христа Господа пред себе си за пример, а тој крст што мажот го носи од љубов се слабостите на својата сопруга. И таа му се сораспнува на Христос, љубејќи го мажот свој и носејќи го крстот на неговите слабости со љубов. Така еден пред друг смирувајќи се, треба заедно како двоеден да стојат и да се смируваат пред Христа Господа, да живеат и да умираат за Христа, да бидат сведоци на неговиот вечен и несмртен живот. Зашто тоа што денеска се случува со Владимир и со Таиса е само почеток, од овде се почнува. Денеска никако не смее да си кажат дека најмногу се сака. Очекувам тоа да си го кажат во 100-та година од нивниот заеднички живот. Амин. Честита радост да си доаѓаме и за крштевки со